Zdravo na sите, napladne со цивилно живо. Денеска би сакал да прокоментирам неколку актуелни, но исто времено и многу смешни моменти на кои сведочиме овие денови, во овој период. Би почнал со она што представува голема забава за многумина кои се на социјалните мрежи и кои ги следат објавите на тонските записи за кои се тврди дека се на господја Жугич, инаку актерка, па кога ќе имаме предвид незиниот животен позив, нели, глумата, може да кажеме дека овие денови таа одигрува доколку е навистина незиниот глас, иако до сега не стигнала никаква потврда или пак негирање на автентичноста на тонските записи, таа би рекол дека ја игра својата животна улога во овие денови со овие записи. Навистина е голема забава да се гледа тоа, меѓутоа истовремено и една, би рекол, гочлива констатација за тоа што всушност и колку всушност е загливена одредена политичка структура во земјава која не е мала воопшто, која е значајна, која на демократијата е потребна, меѓутоа за жал заглавена е во своето до неодамнешно минато, режимско минато, за кое знаеме дека беше и криминално, со структурно насилство, со изборни кражби во индустријски размери и низа други, за жал, многу мрачни атрибути кои може да се придодадат на тоа време. Се разбира, тоа е, кој ќе погледнете малку од страна, една смешна ситуација, гротескна, во која се прави забава за пошироката јавност, во која на еден начин може да се смета и за едно разоткривање, ненамерно предпоставувам, разоткривање на една длабоко смешна, длабоко гротескна состојба и на умот и на тоа во што и како се верува на одредени идеи и на одредени процеси во земјата. Надоврзувајќи се на тоа, пак може да кажеме дека гледаме едно повторување на бескрајно повторување на една ситуација во која мал број на луѓе блокираат цели градови во навистина најфреквентните делови од денот, од 3 до 5, кога неколку луѓе или 2-3 аутца блокираат цел град и навистина не им дозволуваат на луѓето да си го завршат работниот ден како што треба. Ние имаме една паралела, впрочем, кога освен колите и неколкуте луѓе имаше и клупи од паркови кои се корнеа, за тоа пишуваше и мојот драг другар Дехран вчера во вчерашниот едиторијал, го ставив и неговиот линк, може да ја погледнете. Видете, тоа е една ситуација во која едноставно неколку луѓе сакајќи да личат на шарената револуција или на други протести во текот на демократската борба за правда, слобода и еднаквост, едноставно го блокираат цел град и не сваќаат дека всушност тоа не предизвикува никаков позитивен ефект за тоа за кое се борат, иако мислам дека и не им е сосема јасно за што се работи, бидејќи темата за која зборуваат е добро елаборирана, јавна, транспарентна, можеме да дискутираме на неа. Инаку еве да се сетиме, добро се сетија некои активисти во неодамнешното минато, повеќе илјадници граѓанки и граѓани се собира на протести и тие протести се одржуваа во 18 часот после работно време, кога блокирањето на улиците всушност беше неизбежно заради тоа што се работеше за илјадна маса луѓе
и не представуваше некоја закана за било кој да продолжи или да си ги изврши своите секојдневни задачи. Но тоа оставаме на совеста, на свеста. И исто така би сакал тука да апелирам на нервозните возачи, граѓанки и граѓани кои се револтирани од ваквото однесување на овие наши сограѓани, да бидат трпеливи, сепак тоа се наши сограѓанки и сограѓани, имаат демократско право да го изразат својот револт. Сега начинот е тој, навикнавме веќе, секако би апелирал да нема нервозни реакции, да нема, се разбира никако да нема насилство и да нема говор на омразата во на социјалните мрежи. Се разбира подбивањето, сатирата може да бидат добра подлога за понатамошна забава, да свртиме непријатноста на позитива. Као што, впрочем, и ќе почекаме, малку ќе потрошиме малку повеќе гориво, ќе загадиме малку повеќе во ова, но сепак да ги испочитуваме и тие луѓе кои за жал не знаат навистина зашто се залагаат и зашто влегуваат во таа секојдневна мачна ситуација, изманипулирани од одредени политички центри. Ја би сакал да споделам исто така дека продолжува Цивил со својата серија од настани, јавни настани на клучни теми во општеството. Вчера имаше една многу добра панел дискусија во која може да се каже дека освен младоста можеше да се види и разумот, можеше да се види една реалистична слика на енергични млади луѓе кои зборуваа за европските вредности, за тоа како и дали младите ги негуваат европските вредности, и тоа беше многу добра. Јас уживав уште еднаш во овој јавен настан кој го водеа, го спроведува баш млади луѓе од повеќе различни краеви на нашата земја. Одушевен сум во последно време од тоа како дел од младата популација, дел од младите, прогресивните млади реагираат на настаните, на процесите, и можам да кажам дека имаат визија. Имаат визија за тоа што и како треба да се направи во иднина за оваа земја и воопшто целата планета да биде подобро место за живење. Се надевам дека луѓето од мојата генерација кои се на одговорни позиции ќе им го овозможат просторот, ќе им дадат услови, ќе отворат капацитети во кои тие млади луѓе ќе можат навистина да ги спроведат своите планови и да ги исполнат своите сништа. Како и да е, би рекол дека наспроти она мрачна слика која кажав на почетокот, каде што гледате дека имате политичари и политичарки кои одат во војна против Брисел и Вашингтон, иако не можат повеќе од 2-3 клупи, 2-3 аутца да соберат на протест овде во Скопје или во други градови. Наспроти нив гледаме една навистина бујна, убава енергија на младите луѓе, на младите наши македонски сограѓанки и сограѓани. И тука би сакал да споменам дека навистина треба да им дадеме простор на тие луѓе. Во поглед на станите, можам да најавам веќе во вторник имаме нов настан кој ќе се однесува на хибридните закани, повеќе ќе зборувам за тоа во понеделник. И 2 дена потоа ќе видиме како моите колешки и колеги ќе спроведат еден настан кој се однесува на европските вредности, еднаквоста, недискриминацијата, негувањето на мултикултурата на локално ниво. Уставот, законите, стратегиите, документите, препораките се една ствар, меѓутоа животот навистина реално се случува на локално ниво, во општините. Можам да кажам дека имаме навистина интересни соговорници и во вторник за хибридните закани, повеќе во понеделник за тоа и 2 дена подоцна на 17 за
локалните самоуправи, како тие ја спроведуваат, ја негуваат еднаквоста, мултикултуралноста, недискриминацијата во општините. Се разбира, останува да читате Цивил медија, целата платформа на Цивил, вашата најомилена организација за човекови права, и да се обидете да учествувате во нашата работа. Поканети сте во секое време да учествувате во работата на Цивил на различни начини. Тоа можете да го откриете и од нашите текстови како, а се разбира и од комуникацијата со нас. Толку за денеска, имате убав викенд, се разбира, бидете позитивни, а малите непријатности кои ги приредуваат политичарите без визија, ставете ги во фиоката за хумор и сатира.